Она нема право да збори за мајките, она нема право да збори за семејство, она нема на што личи тоа. А преку тоа дава порака затоа што она министер првен избрана на листа, избрана од народот, од жени, од мајки, избрана е од нив. Она прави навреда лична за сите мајки, за сите жени во држава, па и пошироко. И за сите тие што било како судбината си поиграла со нив, што останале или сами или поголем дел од членовите починале или нестрекно го загубиле живот. И тие немаат право да зборат за семејство. Ова е срам и арам да ти е, Гордана, и веќе не треба да се појавиш и веќе не треба да воопшто лицето да ти го видиме. Јас лично се чувствувам навредена. Затоа што и кај мене имам починато и татко, и брат млад, и јас и мајка ми не треба да збориме за семејство. Мајка ми не треба да збори за семејство. Ова е навреда, затоа реков на ваков или таков начин, секој не допира. Или имаш близок некој кој што исто останал сам без семејство. И ние не треба да збориме за семејства. Жени што се мачат со години, парови да имаат деца и што немаат, што треба да прават? Да не зборат за деца, да не зборат за семејство. Срам и арам да ти е. Толку ќе ти порачам. Никогаш да не те снајде судбината ниту на Славјанка, ниту на мојата, ниту на многу како нас што ги има низ држава. Срам и арам да ти е.